беше најоддалечената точка од вратата и дополнително што се вика, ја бев најоддалечената личност, пошто седев на сепарето додека сите играа околу него. Инаку докај стигнав, не сме изгорени на рацете поради тоа што сме криле, значи никој не е изгорен, барем според тоа ја како мислам дека е, од огин, туку од самата топлина. Без разлика дека и да сме биле, самата топлина што се стварува у просторијата, тоа исто како у фурна кога се пече леб, без разлика кај ќе стое лебо, он се испече пошто е топло. И самата топлина ни ги изгорила раците и лицето. Сега на лицето не сум толку многу изгорен, пошто ја бев потрупан со луѓе и на лицето имав многу повеќе луѓе, додека раците ми беа малце по, да речам, слободни, иако не можеш да станеш, пошто буквално лежат врз тебе 4-5 луѓе, не знам колку се биле. Така да, изгорен сум на раците заради тоа што носев кратки ракаве и само тај дел ми е бил откриен од телото. Да сум носил, пример, долги ракаве, немало да изгорам, пошто единствените изгореници ми се на самите раци. Инаку, како се спасив и како уствари немам оштетување на дишните патишта е поради тоа што кога излегувавме од дискотеката и кога се случуваше стампедото, мене ме бутнаа на грбот и ја легнав на самиот под, значи на нултата точка. И таму беше прилично чист воздух и може слободно да дишам без да се да се форсирам за да земам воздух, као не ја ставав мајцата, пошто не можев да мрдам, а може слободно да дишам. Единствена пречка ми беше тоа што беше топ и тоа што има луѓе врз мене, пошто ми тежаа наградите и дури во еден момент сега ќе се извинам вака што ќе се изразам повратив на страна со цел да не се задушам самиот, пошто ако лежав вака и повратев, ќе сум се задушил, у тој момент ми текна дека треба да завртам главата и од таа причина имам тука малку изгореници повеќе, односно имав на ушето. Сега не знам дали тука се гледа, имам минимално нешто што да, ќе се повлече и нема да има никаков проблем. И бил сум у дискотеката некаде 15-20 минути според тоа што сите кажуваат и според некоја моја естимација. Од дискотеката ми помогна да излезам Александар Стоименов, огромен поздрав до него. Детето, сеќавам се дека имаше луѓе врз мене, не сум сигурен дали се били живи, пошто прилично тежеа и не мрда, не движеа, не збореа, пример јас зборев, они не збореа, и кога ги потргнав и кога ја извадив раката, само видов дека се растргат луѓето над мене и он ми подаде рака за да станам. Од тој момент станав, бев свеж, бев присебен, само раците ми беа изгорени и осеќав топлина. На нив седнав на тротоарот. Еден друг мој школски, Давид Малинов, исто огромен поздрав и до него, ме однесе до болницата у Кочани. И сега таму стварно секоја чест на докторите, ама немаше доволно услови за да помогнат на сите, пошто бевме премногу луѓе, премногу родители, премногу гужва, а у целата таа паника доаѓаа доктори и немаше услови да се помогне, пример на некој што јас самиот сметав за полесно повреден. У тај момент ми текна да му звонам на брат ми, знаев го телефонски број на памет, он дојде земаме и отидев му Уштип. Уштип исто така секоја чест на докторите брзо реагираа, сите не примаа да дони прва помош, поточно мене прва помош ми беше само преврска за да не осеќам болка и инекција за болка, мислам, или инфузија, не се сеќавам точно.